По донесените одлуки за непотизам антикорупцијска очекува владата да интервенира. Прстот од комисијата го вперуваат во директорите на институциите, каде се откриени спорните вработувања на роднини на функционери, но и самите функционери. Председателката на ДКСК вели дека нивните препораки се сега да се истражи нивната одговорност, што е должност на владата, управните и надзорните одбори на државните претпријатија. Упативме до владата, односно до надзорните одбори, да приспитаат работата на соодветното раководно лице. Доколку тие потоа утврдат, нели, а би требало да утврдат, каква била неговата работа, тогаш за злоупотреба на службена должност ќе си покренат кривична пријава. Би требало да има, значи ако сме ставиле црта и ако имаме волја да направиме некаков напредок во оваа наша држава, тогаш треба да си расчистиме првин самите со себе. Од друга страна пак премиерот Заев се правда дека додека е предизборниот период не може да расчисти со раководителите на спорните институции ниту со функционерите. Повика тие да понесат политичка и професионална одговорност. Во исто време од позиција на премиер дал наредба да им се прекинат работните односи на сомнително вработените. Давам наредба како председател на владата до владините институции. Наредба на лицата што се вработиле на тој начин. Веднаш да им се прекинат работните односи и да се повлечат назад. Сите тие барам професионална и политичка одговорност од сите нив. Не барате, вие сте председател на влада, може да го разрешите министерот? Не може да го разрешите до пети. Законска забрана. Така да барам. И заради тоа велам барам професионална и политичка одговорност. И додека премиерот убедува дека ќе се справи со непотизмот, опозицијата не е уверена во ова. Се додека е СДСМ на власт, нема да се почитуваат законите и уставот, се додека е СДСМ на власт, нема да се почитува ниту Државната комисија за заштита од корупција, се додека е СДСМ на власт, никој нема да сноси одговорност. Вчера антикорупцијската комисија објави дека се спорни 3 вработувања на роднини на секретарот на СДСМ Кирацовски, вработувањето на сестрата на министерот Бектеши и по едно на роднини на портпаролот и пратеник Костадин Костадинов и на пратеничката Мира Стојчевска. Само Бектеши заработи прекршочна пријава, додека за останатите ДКСК ја извести владата и трудовиот инспекторат за да постапуваат за непотизмот кој го открија. На брзинка.